Наближува крајниот рок за поднесување годишна даночна пријава. Граѓаните имаат уште 2 дена да ги пријават своите приходи до Управата за јавни приходи. Оттаму секоја година упатуваат апели да не се чекаат последните денови, но ова некако стана пракса кај граѓаните. Последниот ден да се заврши обврската за која ако не се подмири, законот предвидува санкции со плаќање на глоба од 100 до 200 евра. И денеска гужби пред шалтерите на УЈАП, но граѓаните велат дека не чекале премногу за да дојдат на ред за да поднесат годишната даночна пријава. Да, јас поднесов за мене уште порано сега, бидејќи не можат да дојдат, нели, луѓето не се моментално тука, поднесувам. Така, има све многу во ред. гужби, Нема, чека? супер е. И многу се служливи на шалтерите. Поднесов. Еве сега ја поднесов. Така, како е? Се чека многу, има гужби? Не, фала Богу, еден дечко ми помогна, многу беше љубезен. Годишна даночна пријава имаат обврска да поднесат сите оние кои во текот на 2016 година, освен плата или пензија, имале дополнителни приходи од кирии, дивиденти, тргување на берза, од склучени авторски договори, приходи од тргување преку интернет. Добивките од спортска кладилница самата обложувалница ги доставува во УЈАП. Од игри на среќа се пријавуваат добивките кои се над 5000 денари. Рокот за поднесување пријава истекува на 15 овој месец, па заради тоа канцелариите на УЈАП работат со продолжено работно време, и тоа секој работен ден од 8:30 до 18:30 часот. Инаку, заклучно со петокот 9 март, во подрачните оделенија на Управата за јавни приходи вкупно 288.000 граѓани доставиле годишни даночни пријави, а се очекува дека нивната бројка ќе достигне 400.000.